Урнатин и пустош. Ова е денешната слика на Мариово, каде во плебскиот дел има останато нешто над 150 жители на територија од 500 км квадратни, најголемата ненаселена област во Европа. Го посетивме селото Витолиште кое е на 60 на километри од Прилеп. Од некогашните 1000 жители сега се останати само 30. Тука повеќе буквално нема ништо. Какво училиште имаше, каква полициска станица имаше, каква здравствена амбуланта имаше, како идеше гинеколог, како идеше заболекар. Сега се враќаме на времето од ИТРП-о, значи пред 100 години се враќаме. Живот нема никаков. Мариово е единствената област во Македонија која не ја посетил ниту еден претседател од осамостојувањето до денес, ниту пак премиер. Највисока државна функција тука била градоначалник. Партиите немаат повеќе интерес за Мариово. Што ви ветуваат партиите кога ќе дојдат? Како ве убедуваат? Партии бе. Абе да наобичен дојди, ќе ти донеси едно капче или една книга и што друго. А ние сме одделени од светот, не е забрајни. Но иако никој ништо не направил за овие луѓе, тие сепак не пропуштаат избори, а да не гласаат. Кога гласате, што очекувате? Што очекуваме за поарно, ама ни арно, ни лошо. Повеќе лошо од него арно. Вие гласате на избори? Гласаме. Редовно. Што очекувате од една партија, од еден претседател? Џебите за подобар живот, ама тешка работа. Во Мариово нема повеќе државни институции, единствено останата е само граничната полиција. Нема економија, нема редовен превоз до Прилеп, а лекар доаѓа само 2 пати неделно. За жал, нема ниту едно дете кое што постојано живее во овој крај. Ова импровизирано кошакарско игралиште позади мене е само нем потсетник за детскиот џагор кој што некогаш постоел во Витолиште. За жал денес, најголемиот дел од селото буквално наликува како на сцена од некој хорор филм. Иако гласаат на секои избори, сепак мариовци веќе ја изгубиле надежта и за животот и за иднината. Надеж нема за Мариово. Нема општо за цела Македонија надеж, не е за Мариово. Сите си истелија странство. Некои новинери од Словенија го посетили и напишале еден наслов, ја посетив на најубавата пустина во Македонија. Значи најверојатно ќе биде тоа. Мариово ќе биде една од најубавите пустини во Македонија. А доколку некој политичар сепак се реши да дојде тука, мариовци му порачуваат прво да го реконструира патот кој се градил во времето на Југославија и кој сега наликува на минско поле, а дури потоа да разговара со нив.